Со децата жртви на насилство треба да разговараат обучени професионалци од полицијата, обвинителството и од судовите, за да може децата да се чувствуваат сигурно и да раскажат. Ова се дел од мерките кои што се предвидени. За оваа тема во вестите разговарам со колешката Елена Ивановска. Елена, колку се нужни овие мерки? Ѓорѓе, Македонија има подпишано Конвенцијата за правата на детето и е обврзана да ги заштитува децата. Овие нови процедури за кои што говориме денеска треба да ги заштитат децата жртви на насилство од негативни последици, но и дополнителна виктимизација во кривичните постапки во кои децата се јавуваат како сведоци и треба да раскажат за насилството што го преживеале. Токму затоа, за да проговорат искрено, битно е да се чувствуваат безбедно и да им веруваат на оние со кои што разговараат. На оваа тема денеска на национална конференција дискутира суди, обвинители, представници на полицијата и на УНИЦЕФ. Предлагам да го погледнеме прилогот. Обучени полицајци, обвинители и судии во специјални услови треба да ги сослушуваат децата жртви и сведоци на насилство. За таа цел минатата година во соработка со УНИЦЕФ биле изготвени процедури кои треба да ги заштитат, згрижат овие деца, но и да помогнат во правната постапка да не бидат изложени на дополнителни тешкоти и трауми. Децата жртви треба да бидат одвоени од насилниците и да бидат сослушувани во посебна просторија, опремена со современа технологија. Имаме 6 простори во рамките на полициските станици. Во јавните обвинителства во текст се со ИПА програмата на Европската комисија подготовка, значи се уште немаме такви. Во судовите во Република Македонија за жал немаме такви опремени простори. Но интенцијата е токму преку создавањето на овие процедури да ги поттикнеме сите институции во Република Македонија дека правата на децата се една од најчувствителните потреби, дека во системот на правда за децата треба и како да се вложува, дека парите не треба да бидат пречка за ограничување на одредени права на децата. Нанев посочува дека на правниот факултет во Штип од пред неколку месеци постои несовремено опремена судница која ги исполнува сите критериуми и во неа можат полициските станици, судовите и обвинителствата од околината да ја користат во случаите со децата жртви. Потребен е координиран пристап за борба против насилството врз децата, порачуваат од УНИЦЕФ. Violence against children unfortunately remains too common in the world and also in Macedonia. Data collected in 2011 indicate that almost 70% of children aged 2 to 14 had been subject to some form of psychological or physical violence by their parents, and only 5% of these children had been subjected to severe physical punishment. На денешната конференција посветена на оваа тема беше истакнато дека најзначајна законска новина е правото на обештетување за децата жртви, зашто има и посебен фонд во буџетот. Ѓорѓе, за насилството, но и условите во кои што треба да се сослушуваат децата жртви, разговараме со Јана Зенковска од Првата детска амбасада Меѓаши. Господја Зенковска, добро вечер, добро дојдовте во вестите на Канал 5. Знаеме дека децата се најранливите учесници во кривичните постапки. На што треба да внимаваат сите оние кои што доаѓаат во допир со децата жртви? Така, добро вечер до вас. Децата како најранлива категорија жртви на насилство, особено кога станува збор за високи форми на злоупотреба на деца, треба да се внимава децата да се чувствуваат безбедни и да им веруваат на институциите, дополнително да не се виктимизираат со тоа да даваат изјави на повеќе нивоа за насилството кое што го преживеале, за сите форми на насилство со посебен акцент за сексуална злоупотреба на децата. Работа на меѓуресорски тимови, како што поминавте од претходно, е многу добра пракса со цел да се намали штетата која што може да се направи врз децата. До сега работеле меѓуресорските тимови, меѓутоа многу е добро во насока на протоколи да се знае кој за што е одговорен. Во таа насока би сакала да апелирам и до стручните служби во училиштата, градинките, родителите и граѓанскиот сектор и сите оние кои што доаѓаат во допир со децата, меѓутоа немаат надлежност да вршат истражувачка работа со нив или да ја спроведуваат
целокупната постапка, да не го прават тоа, да не го испрашуваат детето со цел да добијат некакви информации, затоа што на таков начин го дополнително го виктимизираме, ние правиме насилство врз детето, туку да се обратат до соодветните стручни служби. Во случајов станува збор за Центарот за социјална работа, кој што го оценува ризикот на детето и врз основа на тоа свикува координативно тело во ресорните министерства, дали станува збор за МВР, јавен обвинител, и постапката на испрашување на детето е во така наречени пријателски соби, каде што детето не се чувствува дека не се чувствува лошо, не се чувствува навредено и нападнато. Стручните тимови доведуваат наот и мислење и понатака постапката се следуваат тој материјал. Јавниот обвинител го испраќа до судот, кој што може да се користи како доказен материјал во однос на постапката. Значи максималното испрашување на детето да биде 1 до максимум 2 пати со цел да се избегнат овие негативни ефекти во насока на најдобар интерес. Каква е состојбата со насилството врз децата во Македонија? Кои се последните бројки кои што ги има Меѓаши? Така, на нашиот СОС телефон 0801 22 22 до декември месец 2014 година за семејно насилство кое што подразбира физичко, психичко и занемарување на деца, имаме до сега 16 пријави. Граѓаните бара да се информираат каде да го пријават истото и се информирани соодветно. Во однос на сексуална злоупотреба на децата како најтешка форма, имаме 3 дојавени случаи за сомнеш на сексуална злоупотреба од близок познаник на детето и најголем број случаите кај што граѓаните не информирале во однос на злоупотреба на детскиот труд или деца кои што питачат по улиците. Благодарам многу, госпожа Зенјовска. Ѓорги, ги слушнавме препораките, но и бројките на првата детска амбасада Меѓаши. Повели.